Благодарам за репликата. Минутка е кратко за да ви контрареплицирам за сега, ама колега Велковски, ве молам по-прецизно и референцирате се на соодветни бројки кога зборувате, затоа што вака паушално изнесување на бројки и мешање на процент на јавен долг со апсолутен јавен долг, не верувам дека имате многу поголеми знаења од ова што овдека го испомешавте со 5+3, 6+3. Меѓутоа, да ви кажам за економија што спомна. Реков ја дека се е процедурално. Меѓутоа, тематиката е поврзана со министерот за економија, затоа што Законот за енергетска ефикасност предвидува одредени чекори и со рокови за донесување на уредби кои што тој не ги донел. Јас за тоа зборев. А тие уредби се поврзани со реализација на овој проект и нема да се реализира во целост овој проект и ќе плаќаме како држава пенали за тоа што нема да ги повлечеме тие пари. А за законот исто така прочитајте го Законот за енергетска ефикасност. Немаме донесено закон за фонд за енергетска ефикасност. А овдека се предвидуваат пари. Што ако не се донесе закон? Законодавна Ви благодарам. не владата. Благодарам. На 20